Текстилниот сектор во истокот се соочува со пат, а очекувањата се дека во наредните 5 години бројот на вработени може значително да се намали. Градоначалникот на Штип Иван Јорданов, одговарајќи на новинарско прашање за ситуацијата, вели дека владата и Министерството за економија континуирано спроведуваат мерки за поттикнување вработување и инвестиции. Тој нагласи дека очекува овие мерки да придонесат за зголемен интерес кај инвеститорите. Според него Штип има услови за тоа, особено во делот на кадар и инфраструктура. Од она кое што досега сме го комуницирале со ресорното министерство, со Министерството за економија, секоја година преку оваа министерство и преку владата на Република Македонија се спроведуваат мерки за нови вработувања и за мотивирање на нови инвестиции. Јас се надевам дека преку овие мерки, како и преку идни мерки кои што ќе бидат проследени и имплементирани, дека ќе се зголеми бројот на инвестиции во нашиот град. Има услови за да тоа биде така и од аспект на соодветен кадар, затоа што за да одреден собственик на капитал се одлучи да инвестира во одредено место, во одреден град, е потребно да има соодветен кадар кој што ќе го движи и ќе го развива тој капитал. Штип има инфраструктура за тоа, благодарение на универзитетот, благодарение на кадрите, а верувам дека и преку мерките ќе успееме да она кое што го поседуваме да го понудиме на потенцијалните инвеститори и на собствениците на капитал за да градот продолжи да се развива. Дополнително на прашањето кои профили недостигаат на пазарот на трудот во Штип, Јорданов посочи дека најдефицитарен е инженерскиот кадар според неговите информации. Од она кое што го имам како првична комуникација, инженерскиот кадар е тој кој што е најповеќе дефицитарен. Верувам дека трудоинтензивната дејност е дејност која што го намалува интензитетот на работа, не само заради намалувањето на профитот, туку и заради се помалиот број на работоспособна, односно заинтересирана работна сила во овој сектор. Така да, имајќи ги овие податоци, сигурен сум дека инвестициите ќе се движат во сектори каде што ќе најдат посоодветен кадар и полесно ќе можат да се прилагодат на пазарот на труд. Понатаму останува е да се види дали овие мерки навистина ќе донесат нови инвестиции во Штип. Во меѓувреме, најголем предизвик останува недостигот од стручен кадар.